Се почесто седнуваат зад волан без положен возачки испит и валидна дозвола. Полицијата месечно открива речиси по 200 диви возачи на подрачјето на СВР Тетово, претежно млади лица, но и малолетници кои најчесто управуваат автомобили, но и комбиња и камиони. Има и случаи кога се учесници во сообраќајни несреќи. Тетово предничи пред Гостивар со 1728 казни за 12 месеци. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во текот на минатата 2022 година во поширокиот Полошки регион вкупно открили и законски санкционирале 2364 лица, односно возачи, кои управувале возила без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Во првите 2 месеци од годинава, јануари и февруари, бројот на ваквите така наречени диви возачи изнесува 360, од кои 260 биле откриени и санкционирани во Тетово и Тетовско и 100 во Гостивар и Гостиварско. Сите возачи прекршители кои управувале без возачки дозволи веднаш се исклучени од сообраќај и изготвени им се соодветни поднесоци во кои, согласно членот 225 став 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, предвидена е парична глоба од 250 евра во денарска противвредност, а толкава глоба ќе платат и собствениците на возила кои им ги дале да ги управуваат иако знаеле дека немаат возачка дозвола. Граѓаните сметаат дека треба да има построги санкции, зашто лицата ќе платат казната и го повторуваат делото. Мислам дека тоа е недисциплина на сообраќајот. И треба строго да се казнуват тие личности кои што возат така не контролирано. Па ја по моје би рекол да. И не би му дал право никош да вози. Тоа е многу лошо, полицијата управа. Кој што е без возачка се знае што му средуи. Не сме да вози без возачка, пијанство и не знам ја што друго. Закон се е закон. Деца 15-13 години вози мотор. Пред 3 дена кај наше село се ударило. Од СВР Тетово се апел до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите и пред се до младите лица да не седнуваат зад волан, односно да не управуваат возила без претходно да посетуваат теоретска и практична настава и да го положат возачкиот испит, зашто во спротивно ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Максимална внимателност и придржување кон законските ограничувања предвидени за таа категорија на учесници во сообраќајот им се советува и на возачите почетници. Инаку минатата година санкционирани биле и 453 возачи почетници, кои не се придржувале кон законските ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот.